На огромни трошоци за лекови се изложени граѓаните кои заболеле од ковид, бидејќи најголем дел од лековите не одат на рецепт и се принудени да ги купуваат сами. Сумите на лековите се вртоглаво високи и зависат од тежината на болеста, а вклучуваат антибиотици, палета на витамини, антикоагуланти, како и тестови, анализи, снимања, до кои со закажување на мој термин не можело да се дојде. По пеачката Биба Додева, која се опоравува од вирусот, вели дека имала среќа што можела да плати за скапата терапија, која ја чинела 800 евра, но се прашува што е со оние луѓе што не можат тоа да си го дозволат. Во однос на тоа што беше потребно, беа потребни пари. Фала Богу што во моментов имавме тоа да си го овозможиме, меѓутоа баш во текот на целото лекување се прашав што е со оние луѓе кои што кубурат од месец за месец, а не па да си дозволат една таква терапија со витамини, со суплементи за имунитет, подигање, со сите оние антибиотици, еве јас зимав и приватно си ги платив и фавипиравирот, значи тоа 2 кутии, кои што ми беа потребни во текот на моето лекување, приватно ми ги донеса од Косово. Јас го платив 95 евра. Тажна е сликата со која секојдневно се среќава Денис Јанкуловски, медицински техничар, кога оди во домовите на луѓето за да им земе брисеви за тестови. Раскажува дека наидува на разни ситуации кои не го оставаат рамнодушен, зашто коронавирусот, освен по здравието, удри и по джепот на граѓаните. Кога би ја нарекле таа кошница, колку чини ковид кошницата, во секој случај по мене мислам дека е сепак еден вид кошница дупка без дно. Кога одам во домовите, кога влегувам во домовите, има секакви ситуации каде што не идувам, нешто има на масите веќе од лекови, веќе од храна, некои имаат преполни, едноставно како да не речам еден вид аптека. Меѓутоа еве да почнем од почеток. Оние најчести симптоми кои што се јавуваат, тоа се оние првите веројатно, температурата, болки во грло, кашлица, евентуално болки по целото тело. И од почетокот тука се оние лековите кои што се користат за намалување на температурата, за смирување на болките. Значи веќе почнува процесот на давање на пари. Во држава каде што половина милион луѓе живеат во сиромаштија, пандемијата со коронавирусот ја зголеми нееднаквоста меѓу граѓаните и го продлабочи јазот меѓу богатите и сиромашните, меѓу тие што можат да си дозволат да се лекуваат и тие што не можат. Во оваа светска пандемија од невидени размери, голем дел од граѓаните страдаат затоа што не можат да ги купат скапите лекови и витамини. Македонија е земја каде што над 22% од населението е сиромашно. Имаме солидарен здравствен систем, а ниту еден нов лек не е ставен на позитивната листа на лекови. Комуникологот Бојан Кордалов, кој заедно со семејството заболеле од COVID-19, вели дека психолошката поддршка и финансиската моќ се најважни во тие моменти. Во мојот случај со тестот стануваше збор за комбинација со инфлуенца Б, така што ми беше сугерирано и да земам антибиотска терапија со цел да не настане голем напад на органите, така што сето тоа првичниот момент кога дојде чинеше 5700 денари како набавка, и тоа беше ноќе, значи треба да имате и луѓе кои што ќе ви бидат на располагање да ви донесат. Тоа е многу важен момент кој што државата во целиот процес треба да го земе предвид, бидејќи не секој има кој да му донесе, кој да донесе на таа личност, и тоа е многу важно, бидејќи грижата мора да го опфаќа и тој сегмент. Многу луѓе живеат сами. Околу 250 граѓани ги споделија искуствата на Facebook групата COVID-19 искуства и совети, каде што прашавме колку ги чинело лекувањето од COVID во домашни услови. Одговорите беа дека лековите, витамините, здравата храна која е неопходна, сокови, ги чинеле од 100 до 500 и повеќе евра, ако се земе во предвид дека минималната бруто плата од јули 2020 до март 2021 година изнесува 21.776 денари, односно минималната нето плата е 14.934 денари. Лекувањето е недостижно за граѓаните. За споредба минималната потрошувачка кошница во април минатата година за 4 члено семејство изнесувала 32.852 денари.
Ова се лековите на Мартина Пишлевска и незиното семејство. Таа вели, кој нема пари ќе си умре. Ние потрошивме 25.000 денари, без снимки и лабораториски анализи кои ги плативме приватно 15.000 денари, бидејќи во 8 септември не можеше да се чека на ред, а ние се боревме за воздух на паркингот во автомобилот. Киријана Шумар, над 500 евра за двајца за еден месец, без ПСР тестови, зашто само тие ги направивме во јавно здравство. Се друго е приватно. Најскапи се лековите против коагулација на крвта, широката палета на разни витамини, додатоци во исхраната, антибиотици. Најмногу се трошат имуностимулаторите, како што се витамин D3, цинк, селен се препорачува, витамин С и останатите имуностимулатори, односно бета-глуканите исто многу ги бараат. И тоа е тоа што конкретно најмногу ни се троши. Граѓаните велат дека се немоćни да ја издржат корона кризата и не можат да си ги купат скапите лекови и витамини. Не може. Што пензија од 12-15 хиляди, не може тоа. Тие со помали примања стварно им е многу тешко да ги снабдат сите витамини. Најнеопходните можеби ќе ги купат. Не, пензионери не можат секако. Нема средства. Витамините се скапи, лековите не знам какви се, меѓутоа една превентива мора да се направи, секој колку може, не? Тешко да има паре, треба пара па да купи. Как ќе купи? Пензија мала, што ќе купи? Некој може само домашно да се лечи, иначе не може природно. Па закако си набрало шипки, чај од круши. И не само скапите лекови, анализи и снимања кои се принудени да ги прават приватно, тука се и тестовите, особено контролните, кои надлежните одлучија да не се прават, а фирмите сепак им ги бараат на граѓаните, па ги прават приватно. Денис Јанкуловски вели дека сепак најстрашно е за тие што не можат да си дозволат ништо од тоа. Не идувам на плачење едноставно од страна на пензионерите, меѓутоа не само пензионери, што ви, како што кажавте, тие социјално загрозени или едноставно луѓе кои што не можат да направат она што треба да направат. Многу е жална ситуацијата каде што гледаш дека некој навистина кому му е потребно, а нема од каде да го направи сето тоа. Не си моќен да помогнеш од една страна, а моќта е во државата. БИПА додева апелира до надлежните институции да направат пакети на услуги и лекови за да им се помогне и олесни на граѓаните кои заболеле од ковид. Ми апелирам до надлежните да го имаат ова во предвид, затоа што Македонија и ние не сме земја која што сите каде што кубуриме и со основни лекови, а не па да имаме можност да си дозволиме вака, и затоа сметам дека треба да се направат иницијативи за некакви посебни пакети, особено кај луѓето кои што се со хронични заболувања. Кордалов и како човек кој поминал ни сето ова и како комуниколог и порача на Министерката за труд и социјала Јагода Шахпаска да излезат од институционалниот бирократски пристап за да видат што навистина се случува со граѓаните на терен. Мојата главна порака би била да ги вклучат сите организации кои што се занимаваат со борба со сиромаштијата, со права на лицата кои што немаат доволна екзистенција или се осамени, немаат доволно можности во општеството, и на тој начин да ги искреираат политиките и во справувањето со пандемијата, бидејќи очигледно ќе трае, ова и со минимум месеци, а можеби подолго, а од друга страна да се направи една генерална слика. Од Министерството за здравство пак кои цели 10 месеци од појавата на вирусот не иницираше постапка за овие лекови да одат на рецепт и не ги ограничи цените на приватните тестови, вела дека се грижат за граѓаните преку изготвување на протоколи и алгоритми, едукација и комуникација преку социјалните мрежи и со целосното дејствување врз сите аспекти влијаат врз подобрување на третманот. Сепак, не превземаа ништо за да го спречат профитерството на фармацевските компании и приватните болници кои ги дотепаа граѓаните. Едно е сигурно, коронавирусот одзема човечки животи, предизвикува компликации, но и ги осиромашува граѓаните. И додека фармацевските компании го бројат профитот, државата не превзема ништо за да им помогне на своите граѓани.